Во Црна Гора, лидерите на земјите од Западен Балкан се дел од самитот со потпредседателот на САД Мајк Пенс, како кодомаќин на македонскиот премиер, сители во овој дневник во живо известува од Подгорица, деспина завршиле средбите со потпредседателот на САД. Да, Иван, завршија средбите, а пред повеќе од 1 час и официјално заврши и самитот на земјите членки на Јадранската повелба овде во Подгорица, чиј кодомаќин е Република Македонија. Главен гостин на самитот на земјите членки на Јадранската повелба беше потпредседателот на Соединетите Американски држави Мајк Пенс, кој попладнево одржа и куса билатерална средба и со македонскиот премиер Зоран Заев. Од средбата со Пенс премиерот Заев излезе охрабрен и уверен дека токму Република Македонија ќе биде 30-та земја членка на НАТО алијансата. Според Заев, Македонија го заслужува ова место со оглед на тоа што и во изминатите години напорно работеше на целосно исполнување на критериумите за членство во алијансата, а во оваа насока Заев и одовде од Подгорица најави изголемување на буџетот во рамки на одбраната, како изголемување на учеството на Република Македонија во мисиите на НАТО. Сепак, спорот за името со Грција и натаму останува една од главните пречки за членството на Република Македонија и во Европската Унија и во НАТО, зашто на денешната средба премиерот Заев добил уверување од Пенс дека ќе Соединетите Американски држави ќе помогнат во забрзувањето на овој процес. Еве дел од изјавата на премиерот Заев. Дефинитивно за Македонија нема алтернатива освен полноправно членство во НАТО, како што и полноправното членство во Европската Унија. Овде на самитот и во сите разговори се договоривме да не се обидува некој да го зима редот на Македонија. Македонија е следната 30-та земја членка на НАТО. Колку и да ова изгледа сатирично, навистина нашето место е многу поодамна, заслужено, рамноправен партнер, член на НАТО алијансата. Но Соединетите Американски држави во минатото многу помогнале. Верувам дека ќе помогнат и во процесот кој што доаѓа пред нас. Конкретно беше кажано од потпредседателот Пенс дека во вистинскиот момент Соединетите Американски држави ќе помогнат за надминување на овој проблем. Главната порака пак која што одовде ја испрати потпредседателот на САД Мајк Пенс е дека Соединетите Американски држави натаму остануваат силно посветени на зголемување на партнерството и на соработката со сите земји од Западен Балкан. Тој порача дека и днината и местото на сите земји од регионот е токму во Европската Унија и во НАТО и дека вратата на алијансата останува отворена за сите оние земји кои што ги споделуваат заедничките вредности на Америка. Пенс одовде од Подгорица исто така оцени дека Русија и натаму продолжува да се меша во внатрешните работи на земјите од Западниот Балкан и тој и лично попладнево побара од лидерите на земјите од регионот да се спротивстават на ваквите руски обиди. Еве дел и од пораките кои што ги испрати Пенс. For 15 years, the United States has helped guide your countries as you walk the path toward peace at home, unity in Europe, and allied for our common defense. You need only seize the day. Take this opportunity through your actions to draw even closer to each other and to the West. Complete the unfinished business of the Western Balkans and finish the journey that we started together so many years ago. With the courage of your people, with the commitment of this brave new generation of Western Balkan leaders, with the strength of President Donald Trump and the United States of America, and with firm reliance on Almighty God. The future for the Western Balkans, the West itself, and the future of freedom is bright, brighter than ever before, and we will meet that future. Самитот на земјите членки од Јадранската повелба овде во Подгорица се одржа под засилени безбедносни мерки. Во изминатите 2 дена најголемиот дел од улиците во центарот на Подгорица беа целосно затворени, а според најавите времено беше затворен и воздушниот сообраќај. Со завршувањето на самитот на земјите членки на Јадранската повелба заврши и дводневната посета на потпредседателот на САД Мајк Пенс на Подгорица. Иван? Да, веќе можевме да видиме дека и порелаксирано во Подгорица од сликите позади тебе. Деспина Тодоровска во живо известуваше за самитот на земјите од Јадранската повелба заедно со потпредседателот на САД Мајк Пенс. Деспина, ти благодарам за ова вклучување во дневникот.